Утрински стихови од Библијата. 20 јули. Ноќе си спомнувам, Господи, за Твоето име. Твоите повелби ми се песна, во земјата низ која патувам. Ноќе си спомнувам, Господи, за Твоето име и го чувам Твојот закон. Псалам 119, 54 и 55. Божиите гласници мора долго да се задржуваат кај Него, за да имаат успех во својата работа. Постои приказна за една старица од Ланкашир, што ги слушала причините кои нејзините соседи ги наведувале за успехот на нивниот проповедник. Тие зборувале за неговите дарови, за неговиот стил на комуницирање, за неговите манири. Не, рекла старицата. Ќе ви кажам во што е тајната. Вашиот човек е многу близок со семокниот. Кога луѓето се посветени, како што бил Илија, и ја поседуваат верата што ја имал тој, Бог ќе се открие како и тогаш. Кога луѓето ќе се молат на Господ, како што се молел Јаков, резултатите што биле видени тогаш, ќе бидат видени повторно. Сила ќе дојде од Бога, како одговор на молитвата на верата. Спасителот ја сакал осаменоста на планината, каде што можел да разговара со својот татко. Во текот на денот, тој работел напорно за да ги спаси луѓето од уништување. Ги лекувал болните, ги тешел ожалостените, ги повикувал мртвите во живот и им носел надежд и радост на очајните. Откако неговата работа за тој ден ќе била завршена, тој од вечер на вечер се оддалечувал од градскиот метеж и се поклонувал во молитва кон својот татко. Честопати тој ги продолжувал своите молби во текот на целата ноќ. Но тој се враќал од овие периоди на заедништво, освежен и полн со сила, подготвен за должностите и за искушенијата. Слабиот, грешен човек ја има привилегијата да зборува со својот Создател. Ние можеме да изговориме зборови што ќе стигнат до престолот на монархот на универзумот. Ние можеме да разговараме со Исус додека одиме по патот, а тој ни вели: јас сум ти од десната страна.